Производство на здрава храна и новинарство, спои на упорност, истрајност и остварување на животните определби, се тоа кога ќе го споиме со љубов кон создавање, добиваме една убава приказна. Токму така, нашата колешка Елизабета Митраска е на вилаетот на Гордана Цветановска, неуморен производител на здрава храна. Еве приказната од таму. Елизабета, добро утро. Добро утро, уште еднаш во убава природа. Обично за жените кои работат, велиме како стигнуваат со сите обврски. Токму тоа прашање го поставуваме на нашата соговорничка овде во Прилепско Малокоњари, на неколку километри од Прилеп, на семејниот имот на Гордана Цветановска, новинарка наша колешка, но и производителка на здрава храна. Горде, овде е природата, се подготвувате за сезонските работи. Меѓутоа, основното прашање, како? Со години сте новинар, работите во локалното радио, Радио Пела, главна уредничка, меѓутоа наоѓате време за производство на здрава храна, имате свој бренд Бавчика. 4 години. Зошто? Како се случи тоа? Кога живеете во природа, природата ви кажува што треба да правите, бидејќи во секој случај таа е клучот на животот и тоа е главното мото на Бавчика, особено кога сезоните, временските разлики го прават своето и вие едноставно не можете да останете имуни на она што ви се случува практично во вашиот двор. Кај мене е така, бидејќи ова е семеен имот кој што предизвикува и мами да сработите за да можете да се прехраните и здраво да живеете. Така се роди и Бавчика, бидејќи здравата храна е лекот и основата на животот. Идејата дојде онака спонтано и верувам дека ќе живее уште долго време. Сега почнува сезоната, расодопроизводство, што се ќе произведувате годинава? Годинава повторно ќе произведуваме градинарски производи, кои што ќе бидат здрави, биолошки, не би рекла органски, бидејќи не е сертифицирано производство, но во никој случај не користиме никакви хемиски препарати, туку сето тоа е она што може да го даде природата и за заштита, но и во однос на поголема продуктивност. Оно што годинава ќе го произведуваме се секако пиперки за производство, за преработка и производство на ајвар, разни видови на намази, лутици и исто така она што може да се направи како сосови од патлиџаните, од доматите, што би рекле, од тиквичките, сето тоа е искомбинирано. Годинава немаме овошје, бидејќи засадивме нов расадник и мало лозје, така што веќе наредните години ќе може да се очекува и нешто од овошјето. Ке правите и оранжереско производство? Да, она што мора да се каже е дека климатските промени навистина се чувствуваат во природата. Еве последниве години сите продукти и овошјето, но особено зеленчукот има проблем со високото УВ зрачење или ултравиолетовото зрачење. Се чувствува тоа на сите производи, па мора да се заштитат. Оранжериско производство, но не под пластеник, туку со заштита со зелена мрежа, која што ќе биде заштита и од високото УВ зрачење, но и евентуални врнежи од град. Така што мислам дека ќе биде тоа, еве, може би еден пилот проект би рекла, за да може повеќе да се производе, но тоа да биде и здраво. Продолжувате со производството, гледам со голема љубов. Сите зборуваме за производство на храна, токму заради цените повисоки што увезуваме, па што ни недостасува? Ни недостасува, јас би рекла повеќе едукација за тоа како да ги искористиме сопствените капацитети за да произведуваме здрава храна, бидејќи Македонија е земјоделска земја, но податокот дека 80% од потребите за храна се увезуваат во држава, говори дека државата треба да преземе нешто за повеќе да се обрне внимание кон едукација и информација и за младите и стимулирање за младите генерации, бидејќи во секој случај тие се тие што треба да го понесат тој товар за да може Македонија да произведува храна и да се храни од сопствените капацитети. Јас верувам дека таа стратегија ќе придонесе храната да биде и лек и здравје. Како стигнувате се?
Се стигнували, мора многу рано да се стане во зорите, па да се бркаат други работи, па со новинарството, па пак во бавчата, овде речиси 1 хектар има како? Како што реков на почетокот, во основа е љубовта, но природата е таа која што ве мами да го правите она што мора да го правите. Ако не го направите денеска, тогаш веќе утре ќе биде доцна. А во однос на новинарството исто така е љубов, така што љубовта го движи светот. Јас верувам дека кај секој е така што сака да постигне одреден успех. Благодарам, Гордана. Тоа беше Гордана Цветановска, наша колешка, производителка на здрава храна. Студио. Имаме, да, многу храбри и многу вешти жени. Благодарни сме за тоа. Благодарам Елизабета за информациите и линковското вклучување.